Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и ви останавме должни уште за последниот разговор за ова утро. А утрово заедно со нас е магистар Стојанче Величковски, магистар по визуелна уметност од Интернационалниот универзитет Европа Прима. Господине Стојанче, добро ви утро. Ви благодарам што ова утро допатувавте од Крива Паланка за да бидете во нашето студио, да бидете со нашите гледачи и секако да ја најавиме вашата самостојна изложба која што ќе се случува утре вечер во Домот на култура Кочо Рацин, Кора, од 20 часот и 30 минути, изложба насловена како фотограми. Односно, ќе ги представите вашите фотограми. Добро утро официјално уште еднаш. И честитки за изложбата. Благодарам. Да им кажеме сега за почеток на нашите гледачи за изложбата, значи да ја најавиме изложбата, што ќе биде поставено на незе, значи станува збор за фотограми и да објасните што е фотограма. Вака, фотограмата е предизвик, фотограмата е најстара техника која што почнала да се применува од љубителите на уметноста и фотографите, дури и без фотоапарат. Значи, на осетлива фотохартија биле поставувани различни композиции на елементи кои што врз основа на осветлениот дел и неосветлениот дел правеле интересни графички, фотографски дела. Биле предизвик за многу автори, па дури Пикасо експериментирал одредени форми на животни, на ликови, ги ставал на осветлива хартија и ги добивал тие фотограми. Подоцна тие фотограми прераснале во некој предизвик за одредени луѓе кои што многу години посветиле на таа истражувачка дејност, но со откривањето на модерните фотографски апарати, со дигиталните фотографски апарати, тие некако отидоа во сенка. Може би ние од нашата генерација кои што бевме малку носталгични за оние класични фотографски техники, бидејќи јас ја имав таа привилегија да го изучувам, фотографијата за време на студиите, сакав, бидејќи од првиот дигитален апарат сватив како работи и преминав на дигитални фотограми. Одат веќе во моментот фотограмите, можете гледачите да видат како изгледа тоа. Да. Еве ја изложбата, значи ова е плакатот за изложбата која што ќе биде утре во Домот на култура Кочо Рацин во 20 часот и 30 минути и ова е фотограма. Така? Ова е фотограма која што е добиена со исклучување на сите автоматски операции на дигиталниот апарат. Во тој случај, јас како автор бирам светлосен маркер, најголем дел од фотограмите, речиси сите, се добиени ноќе во контролирани услови, иако на почетокот во мојот стил, што почнав да го развивам, работев со темни комори, со експерименти, но подосна го напуштив тоа после 5 години, затоа што многу требаше да вложам за да добијам ефектни 1 или 1,5 секунда. Она што е интересно е дека овие фотограми се изработуваат за колку време? 1 минутка? Не, секунда. 1 секунда? 1 до 1,5 секунда. Оној дел јас што го работам. Значи, може да се добијат и за поголем временски интервал. Има фотографии кои што поставуваат на статив со долга експозиција, со извори на светла, обично најчесто пример или тоа се извори на светлина од небески тела, или тоа се извори на светлина од автомобили во движење. Но тоа мене не е тој мојот стил кој што го развивам. Јас почнав да работам посебно динамични фотограми во кои што освен авторот јас и се во движење и
фотоапаратот. Значи, тоа е сега, да направиме една паралела, ако да им биде појасно на гледачите, тоа е ако некоја важен надпревар во кошарката ви останува 1,5 секунда. Веќе тренерот знае како да ја направи стратегијата, каде ќе тргне топката, кој ќе фрли во кошот во последните, каква ќе биде акцијата. Значи, сето тоа, во овие динамични фотограми, јас после 1,5 милион направени фотографии, јас во глава, кога ќе го видам светлосниот маркер, веќе знам точно кај да го насочам апаратот, како да го свртам, какво движење, па дури дојдов во ситуација да морам да ги систематизирам движењата. Вака сега, секоја од овие фотограми си има и свое име, така? Еве, ова, например, што е, кажете, само бидејќи немаме многу време. Ова сега, што ја гледаме, се вика Луврина и е направена од рефлексијата пред пирамидата, пред Лувр, пред новогодишно украсување, и кога јас се најдов на тој простор, паѓаше дожд. И така го гледав. И бидејќи имаше многу рефлексија, значи самата фотограма, додека не ви каже некој од каде е, како е, што е, но во почетокот дури одредени луѓе, бидејќи знаат дека сум графичар, мислеа дека јас ги едитирам. Меѓутоа, ова е една посебна техника, така? Тоа е посебна техника, тоа се оригинални фотографии кои што имаат метадата податоци. Еве и ова е многу интересна, што оди во ролзумина се вика, бидејќи има техника во која што се употребени повеќе елементи, при што освен тоа што бил апаратот во движење, бил собран и зумот. Така да се надобиен специјални ефекти. Да не одиме толку сега во детали, затоа што имаме уште 10 минути, а би сакала да опфатам. Не е возможно да се опфати се, бидејќи имате навистина импозантна биографија. Се занимавате со хералдика. Така. Морам да го кажам, ова имате безброј изложби, безброј настани. Вие сте автор на грбот на председателот, коавтор на грбот на Македонската православна црква и на председателот на Република Македонија. Автор сте на грбови на семејства, на многу институции, на многу општини. Имате на символи, така, и на сабијата на сабијата за почести. За почести. Ете така, тоа е се, да кажеме, ваше дело. Ајде накусо само да ни кажете што е хералдиката, каква наука е хералдиката? Хералдиката е интердисциплинарна наука која што ги проучува, систематизира, анализира, блазонира одличијата, грбовите, хералдичките грбови на државите, институциите, има корпоративни грбови во кои што влегуваат грбовите на универзитети, спортски клубови и секако личните и семејните грбови. Така, вие сето тоа го работите. Така, да. Имаме овде, кога ги споменавте личните и семејните грбови, можеме да го покажеме. Ова е ваше дело, ова е семеен грб, така? Да, тоа е семеен грб на моите клиенти, фамилијата Ристевски од Битола. Ете така. Сега, каде ја гледате вие, значи, кажавме дека сте и хералдичар и изработувате фотограми, графички дизајнер. Каде ја наоѓате споната или каде наоѓате заедничко меѓу хералдиката и меѓу фотограмите? Воопшто јас не се трудам да најдам заедничко, тоа постои, затоа што вие кога ќе се оформите како уметник, оставате трага. Јас, за жал или за голема среќа, не припаѓам во класата на, затоа што некако мојот пат беше многу специфичен и кога тргнав да ги проучувам работите, може би стигнав по најтрнливиот пат. И токму заради тоа што она латинската, а која немаше, ќе морав да ја измислам хералдиката. Затоа што хералдиката многу е захтевна како наука. Таа бара познавање на 20 други науки и кога јас ќе почнам темелно да истражувам, некогаш истражувам
повеќе од половина година, па дури и една година. За да креирате символ да креирате што ќе остане како таков и ќе ви биде признаен во хералдиката, или да направите разделна линија која што ќе ви биде признаена во светот на хералдиката, тоа би го споредил ако сте врвен шахист да одиграте потек кој што досега не го одиграл некој и вашиот еснав да каже да, во рете ова досега или не го одиграл никој, или ако сте планинар да го искачите Монт Еверест од правец кој што не бил освоен. Тоа заборавивме да го кажеме во вашата импозантна 20 годишна биографија, дека покрај тоа што сте хералдичар, графички дизајнер, цртате фотограми, вие сте, ги спомнавме нели грбовите на општините и институциите, вие сте и планинар. Така? Да. Значи љубител на природата и од таму претпоставувам ви доаѓаат и инспирацијата, идејата за символите, за фотограмите. Каде се пронаоѓате себе си најмногу, во која област? Што најмногу ви прилега? Што најмногу ви лежи? Јас едноставно никогаш не се чувствувам дека сум надвор. И кога сум во планина, се чувствувам дека сум како дома. И кога истражувам, се чувствувам како да сум дома. Дури многу интересно беше пред 15 години, пошто ги следам културните настани, имаше распишено конкурс за кога се одвои општините за општина Ранковци. И сега Илинден, јас предпоследен ден сакав да ги средувам добиените материјали, не ке одам. И отидов на селската прослава на Илинден, чекам ред да влезам во познатата црква во село Цача, во Свети Никола. Тоа е црква каде што завршува ренесансата на фреско живописот во Македонија. Чекам на западната фасада и гледам на зидот гравура во камен, хералдички символ флор де лис. Во моментот кога го видов, после 3 секунди веќе го видов како се вее на знамето на општината. Значи, тоа е каде вие можете да го најдете. Но за да дојдете до таков степен на препознатливост за она што го барате, треба многу работа, многу посветеност, многу одредкувања и така да јас каде и да одам, фотограмите настанаа најповеќе во делот кога немаше што да фотографирам. Односно кога чекав разни претовари, разни летови, од воз во воз, од автобус во автобус и се наоѓам во непознат град, го земам апаратот и тогаш ги направив најубавите фотограми. Колку фотограми имате до сега направени? Па тоа не иде на некој квантум, не иде на некој, пошто нели сум менувал повеќе ова, но ако ги ставам во однос на сите фотографии, тие заземаат некаде 1/4, а тоа би било околу 500.000. 500.000 фотограми? Да. Секоја чест. Секоја чест. Добро, да ја најавиме уште еднаш изложбата. Утре на изложбата што ќе биде поставено, колку фотограми ќе бидат поставени и до кога ќе може љубителите на фотограмите да ја посетат и каде може да ги купат? Дали може на лице место да се купат? Па би можеле да се купат, затоа што веќе имам нарачки, затоа што клиентите сакаат да имаат одредена фотограма која што ќе биде изработена во димензијата што тие посакуваат, на материјал што на нив ќе им одговара, во специјални рамки, така да баш сум почестен што првата нарачка за фотограмите дојде од клиент кој што е колекционер на моите дела уште од пред 22 години има нарачено една позната фотографија. До кога само ќе биде поставена изложбата? Имате информација? Изложбата ќе биде поставена 10 дена, зависи од календарот на галеријата. Значи, може кој сака веќе од утре од 20 часот и 30 минути да дојде во Домот на културата Кочурацин, така? Така. И наредите 10 дена да ја посети вашата изложба, да ве контактира доколку сака да земе
да си купи или да си нарача фотограма. Во секој случај, јас ги поканувам сите, еве се обраќам и до мојата школска генерација, од Борис Кидрич, пошто славевме пред 3 недели. Колку време славевме. Поканети се сите да дојдат, сите што ме познаваат, особено фотографскиот еснав, колегите, веќе е најавено дека колегите од фотоклубот од Штип ќе ми бидат драги гости и сите оние што слушнале или сега во моментот слушаат, ќе ми биде чест да дојдат, да се запознаат со нешто иновативно, со нешто ново. Така. Инспирацијата каде ја гледате? Само накусо за крај. Што ве инспирира кога сликате? Значи, Кога ги правите фотограмите? Инспирацијата доаѓа кога јас стана веќе осетлив како фотографски филм. И сега, штом ќе појде инспирацијата, автоматски се пресликува. Знаете, кога тоа е оној во психологијата аха ефект. Вие го имате тоа, го барате или дамите кога ќе тргнат, знаат каков прстен сакат да изберат. Штом ќе го видат во излогот, мислам... Значи, вие веќе го имате тоа кај вас. Веќе и вратата е отворена. Така. Уште еднаш да ви се заблагодарам што патувавте од Крива Паланка за нашава утринска емисија и уште еднаш покана до сите кои што не гледаат 20 часот и 30 минути Дом на култура Кочо Рацин, отворена и поставена изложбата на фотограми на магистар Стојанче Величковски. Ќе ви посакам среќен пат назад до Крива Паланка и се гледаме утре на изложбата. Благодарам, ќе ми биде чест јавна покана до сите што сакат да видат нешто ново, да бидат гости да ја видат изложбата. Така.